Господине генерал, питомците от 5-та класа по повод 20 години дипломирање се присутни. Полковник Стојановски. Уважаеми гости, добре дојдовте на свеченоста по повод 20 години од промовирањето на првата редовна класа офицери на армијата. На 5-та класа на Војната академија да ги поздравам, да им посакам добре дојдена. Заменик министерот на одбрана господин Беки Масути. Директорот на генералштабот на армијата генерал мајор Зоран Милески. Деканот на Војната академија. Присутните генерали, поранешните командири на Војната академија, поранешниот декан и вработени во Војната академија, представниците на медумите, сите присутни гости. Скива. Митречески Злат. Тука. Величковски Стојанче. Таско Скивиц. Пески Драган. Петрушевски Горан. Сасански Кирил. Станичевски Јова. Тасевски Сашо, Темелков Тони, Тодоров Орданчо, Арцов Славчо, Еленски Горан, Молор Јаков, што знам последно, Иванов Зоран, Илиевски Крсте. Сега сме добри 20 години постари, вие 20, да старијам побрзо. Она што е добро и што е гордост на 5-та класа, во армиската хиерархија и структура нема секаде. Значи, од тргнено од Министерството, од доктори на науки, магистри, преку команданти на организираните специјални сили, заклучно со генералот Хаджијанов. Ова прилика да поздравам присутните гости, посебно заменикот министерот на Беки Масути, на овој директорот на генералштабот на Милески, како сите присутни гости. Сето тоа се показатели дека тоа што го работиме не дека не може да биде подобро, но е сосема добро и се носи со конкуренцијата и во регионот. Војната академија, иако со овие скромни капацитети, постигна успех и доби собствен чартер во Еразмус програма. Тоа е привилегија само на големите универзитети. Во историјата не е познато поединечен факултет досега да доби собствен чартер во Еразмус, размена на професори, размена на дипломци, студенти со други држави и мобилност. Војната академија е напред тоа и еве оваа година стартува со тие. Несомнено дека 20 години за вас поминаа многу брзо. Исполнети со голем број на активности, обука, вежби, конференции, меѓународни настани, кои треба да им представуваат уште поголем поттик за извршување на престојните задачи и надминување на објективните потешкоти и пречки со несмален ентузијазам и мотивираност. На крајот би сакал да ви посакам постигнување на уште поголеми успеси во вашата понатамошна кариера, а и на наставничкиот двор на Војната академија да продолжи да произведува квалитетни офицерски кадар кој ќе се носи со сите притисници во периодот што следува и ќе го остава својот печат во историјата на армијата. Сакам да ве повикам сите вас дека имаме сите заеднички обврска, задача, мисија, патриотизам, институционална обврска, да на оваа институција која што од каде што имаме извлечено од првите творења на нашето воено образование, да му помогнеме да продолжи оваа света мисија, во мисијата, во задачата која што е промовирање на итни кадри кои што ќе бидат понатаму на униформата,